Добро утро, му велам на Кире Синадиновски од Скопскиот Визер маратон, кој оваа година беше, е одложен од 10 мај за 4 октомври. Но нема да зборуваме само за одложувањето, туку и за она што ќе се случува во време на одложена трка. Имено Визер Скопски маратон во овој датум, кога и требаше да биде впрочем вистинската трка, ќе одржи виртуелна трка. Од Кире Синадиновски дознаваме нешто повеќе за оваа виртуелна трка. Добро утро. Добро утро. Како сте, господин Синадиновски? Дали се чувате вие доволно од коронавирусот? Да, ги почитувавме мерките, така да... Овој вирус, оваа пандемија направи еден целосен пресврт кога станува збор за спортските активности секаде во светот, па така и за овој Скопски маратон. Ова е можеби најпознатиот и најбројниот маратон во нашиот град и можам да кажам дека секоја година станува се поголема и поголема атракција. Што ќе се случува сега кога не можеме да трчаме во живо? Како ќе се одвива оваа виртуелна трка? Точно, значи, овој вирус многу влијаеше на спортот, општо на сите спортски настани, на сите спортови. Посебно овие масовни настани каде што има многу луѓе, мислам дека одма беа забранети да се одржуваат во целиот свет за да не се расшири вирусот. Така да ние, следејќи ги препораките од нашето министерство, моравме да го одложиме маратонот, како што рековте, за 4 октомври, за кога се надеваме дека ќе се стабилизира целата ситуација и дека ќе попуштат сите мерки. Во овој период, кога требаше да се случува Визер Скопскиот маратон на 10 мај и да биде она баш една еуфорија пред трката со издавање на стартните пакети, со финалните подготовки, ние решивме сепак некако да го одбележиме периодов и затоа на тркачите да им понудиме нешто интересно, возбудливо, да ги измамиме надвор од нивните домови да излезат, дури ако не се спремни да трчат, можат и да пешачат, затоа што сигурно доста од нив во изминатиот период седеле дома, ги почитувале мерките, но имаше и спортисти кои што нормално не можат да бидат пасивни, затоа секој си тренираше на свој начин. И затоа за да почнеме некако да ги мотивираме, активираме, решивме да организираме една виртуелна трка која ще започнува од денеска 5 мај и ќе трае до 15 мај. Што значи минималната физички? Што значи ова дека сепак физички ќе треба да се истрча колку километри и секако најважното е како ќе се одвива ова? Потребно ли е некаква посебна апликација? Да, има два начини на кои што ќе се регистрира времето. Едниот начин е преку мобилна апликација. Значи користиме надворешна мобилна апликација RaceMap, на која што е креиран ивент СКМ Virtual Run. Секој кој што сака да трча со неговиот телефон треба да инсталира таа апликација, бесплатна е, прави ја наоѓа нашата трка, нашиот ивент, прави регистрација за трката и кога е спремен, ја стартува апликацијата и веќе кога трча самата апликација му го регистрира времето и тоа може дури да се следи и во живо на нашите линкови. И потоа кога ќе заврши се запишува неговото време и неговата патека на трчање. А вториот начин е доколку некој не сака да трча со својот мобилен телефон, има GPS часовник, тогаш трча со својот GPS часовник и после трчањето својот GPX файл кој што го запишува секој GPS часовник го поставува на нашата веб страна, се регистрира и неговиот резултат се појавува на листата за резултати. Значи, ова трка нема надпреварувачки карактер. Целта ни е луѓето да ги мотивираме да почнат да трчат и нормално да ги почитуваат препораките од надлежните, затоа што ова не е трка каде што во одреден ден и во одреден час мора сите да се појавиме на едно место, туку секој одбира во овој период од 5 до 15 мај
кога може да истрча, каде и да било, значи во било кој дел од светот и во било кое време од денот. Навистина интересна иницијатива да се надомести на еден начин барем како што може за оној спектакл кој вообичаено се случува во Скопје. Можам да кажам навистина дека еден од поголемите спортски настани. Ако не се лажам, минатата година имаше рекорден број на учесници. Значи ли ова дека се зголемува желбата па интересот на сите граѓани да учествуваат на спортски настани кои, еве вие споменавте, и нема надпреварувачки карактер, кога не се работи нели за оние големи надпреварувања, туку може секој граѓанин да учествува на барем на вакви спортски настани. Па точно, Скопскиот маратон од година во година бројките растеа. Минатата година имавме 12.500 учесници во сите 4 трки, значи ние имаме повеќе трки каде што секој може да се пронајде од трка на 5 километри, полумаратон, маратон и штафетен маратон, четворица луѓе трчаат по 10 километри. Оваа година, ова виртуелна трка ја правиме на 5 километри, но некако се осеќа дека може да истрча и повеќе од 5, слободно може да ги истрча, неговите километри ќе бидат запишани, а неговото најдобро време од 5 километри ќе биде регистрирано во апликацијата. Секако дека интересот во изминатите години кај сите граѓани растеше за трчање и тоа е една добра работа и позитивна, затоа што со трчањето, со спортувањето го изградуваме и нашиот имунитет, што е многу битно кога имаме вакви, како да кажам, вирусни инфекции, каде што организмот сигурно ќе биде поотпорен доколку сте по-физички активни. Така, и мора да ви го поставам прашањето за 4 октомври, за трката која нема да биде виртуелна. Може би октомври е далеку, но какви се плановите за оваа трка? Секако предпоставуваме во услови кога повеќе нема да имаме проблем со овој коронавирус. Па, кога се донесе одлука дека мораме да го поместиме маратонот за 4 октомври, ние на сите пријавени учесници им понудевме 3 опции. Да трчат на 4 октомври или да направат промена на регистрацијата доколку они не може да трчат, доколку на некого не му одговара тој датум за трчање. Втората опција е доколку не може да дојдат од било кои причини оваа година да ја откажат регистрацијата и да им важи за некоја од следните години. И третата опција е доколку исто од било кои причини се спречени да дојдат, да истрчат виртуелна трка, значи тогаш ќе имаме опција за виртуелна трка, но во таа виртуелна трка секако ќе ги добијат медалите и мајците кои што ги заслужуваат, за кои што платиле нормално. Така да таа опција за виртуелна трка ја имаме и за 4 октомври, затоа што предпоставуваме дека можеби некои од странските учесници нема да може да патуваат или ќе им биде страв да патуваат и затоа ја нудиме и таа опција. Сега се такви плановите, па ќе видиме како ќе одат работите во нашата држава, но ние се надеваме дека на 4 октомври ќе имаме трката низ улиците на Скопје и дека ќе излезат сите оние спортисти кои што учествуваат на нашите трки во масовен број. Така, Кире Синадиновски, ние ќе се слушнеме уште еднаш пред реалната трка во октомври. Овие 10 дена учесниците на виртуелниот маратон ќе трчат, па потоа предпоставам ќе се слушнеме повторно за да ни ги кажете бројките и импресиите од оваа виртуелна трка. Ви благодарам што одвоивте време да се јавите во утренски брифинг. Ви благодарам и вас. Сега само да спомнам, ние вчера ја наевме трката и веќе во вчерашниот ден имавме околу 60 регистрирани учесници, така да очекувам дека и бројката ќе расте во изминатите денови. Ги повикувам сите, значи не мора да трчат, можете да одат, чисто да покажете една физичка активност во овие денови. Така, и ние ќе ги повикаме граѓаните малку и физички да се активираат, секако на одредена оддалеченост, а и без групирање и почитувајќи ги мерките и препораките. Да. Благодарам за ова вклучување. Ви благодарам вас.